FM врева. Ето така пролетно на Радио Слободна Македонија во ефем врева ми долета поетисата Анита Бошкова. Зошто? Заради тоа што на 3 април во салонот 1919 при културно-информативен центар треба да се одржи поетско-музичката вечер именувана како Мирисот на љубовта, на која ќе биде промовирана четвртата поетска збирка на мојата денешна гостинка Мирисот на љубовта. Инаку оваа збирка ќе биде промовирана на звуците од виолината на Пламенка Трајковска. Анита Бошкова, добар ден за прв пат во ефем врева на врановите на Радио Слободна Македонија во 6 минути по 15 часот. Како се чувствува Анита во оваа просторија, во ова студија воопшто? Добар ден, поздрав до вас и до слушателите на Радио Слободна Македонија. Овде се чувствувам прекрасно, мириса на љубов. Мириса на љубов? А ќе мириса на љубов и во салонот 1919 при културно-информативен центар на 3 април. Значи ќе биде поетско-музички перформанс. Всушност, што се ќе содржи промоцијата на вашата четврта стихозбирка? Тоа е поетско-музичка вечер во која што главни протагонисти се Анита Бошкова и јас, Пламенка Трајковска, виолинистка, а модератор на настанот ќе биде Моника Стојанова и промотор ќе биде мојата драга колешка поетеса Лидија Јеремич Лучко. Саде жени, значи жени ќе го усвојат просторот и ќе го доловат мирисот на љубовта. Анита, како мириса љубовта? Инаку за сите оние кои малку подоцна ќе се вклучат на YouTube каналот на Радио Слободна Македонија, ќе имаат можност да видат како изгледа љубовта и незините мириси на Анита Бошкова. Како мириса љубовта, Анита? Ајде, доловете. Мирисот на ljubовта. Има ли име? Дали има име? Мирисот? Да. Па тој е невидлив. Но го чувствуваме со нашето шесто сетило, сетилото за љубов. Тоа е флуидот на влюбениот. Тоа е енергијата на животот, на вечноста. Љубовта е насекаде околу нас, во универзумот, кај сите живи суштества, но за да ја почувствуваме надвор од нас, треба прво во нашиот внатрешен универзум да имаме љубовта. Така, нурнуваме, значи, во универзумот на Анита Бошкова. Еве, сосема интуитивно отварам една песна која што вели ако не бев во твојот свет, немаше да бидам, а немаше ништо да видам од светот што минуваше покрај нас. Не сакајќи многу одминувавме заради друг или трет, се помирувавме со судбината на патникот слеп. Анита, љубовта е слепа? Не би рекла дека е љубовта слепа, но ако не ја препознаеме, сме слепи. Да, обично така бидува. И слепи, и жални, талкавени светот, додека не ја најдеме нашата сродна душа. Нема да говориме за сродните души, туку ќе говориме за она што е спакувано помеѓу кориците на мирисот на љубовта. Морам да помирисам. Мириса, нели? На нова љубов. Да. Па вчера ја земав од печатница. Така, ајде да кажеме кога се создавани песните и колку циклуси впрочем брои вашата четврта стихозбирка? Прво ќе од вториот момент, таа содржи 2 циклуса. Циклус живот и циклус љубов. Затоа што животот е љубов, а љубовта е живот. Таа е создадена последните неколку години и овие 30 песни кои што се поместени во мирисот на љубовта како една логична последица, љубовна, животна, беа и така ја се одлучив да не биде ниту поголема, ниту помала, туку точно 30 песни да има застапено. Има символика 30-ката? Па, има како еден месечен циклус од 30 дена, ништо посебно да речеме. Меѓутоа сепак, значи мириса на љубов. Да. Анита Бошкова, значи родена во Кавадарци, основно и средно образование завршила во родниот град, а правен факултет и магистарски студии од областа на криминологијата завршува на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Незиниот поетски и творечки опус изразен преку 3 збирки досега објавени, поезија нормално, Клучот за моето срце, Цветен аманет и Дојран град со срце. Анита е авторка на монографијата на општината Дојран, Мирисот на љубов
љубовта, инаку повторувам уште еднаш четврта незина поетска збирка. Во творечкиот опус на оваа поетска збирка авторката се обраќа кон човекот и пее за вистината на животот, за љубовта, но и за вечноста. Таа инаку и авторка на текстови за музика на неколку фестивали во Република Македонија. Анита, морам да прашам како се случи љубовта кон поезијата? Дали вие се влюбите во поезијата или поезијата се влюби во вас, заради тоа што вие сте нешто сосема трето или четврто по вокација? Јас за ова прашање знам да кажам дека ја сакам поезијата речиси од мајчината утроба и подолго сум поетеса, подолги години, отколку што сум дипломиран правник. Аха. Сега вака, дали ве држи сеќавањето која е првата песна која што сте ја напишале, нема да кажам поетска збирка, заради тоа што нели збирката прва која што објавивте клучот на вашето срце, го отклучувате срцето и се некако ви се движи околу љубовта и околу оние најпрекрасни и највозвишени чувства. За првата песна, таа е детска песна, беше по повод 8 март, денот на мајките, денот на жената. Потоа почна оние други околу годишните времења и тие излегуваа во рамките на Развигорче и другите списанија што беа во училиштата. А веќе кога дојдоа младешките песни, станав член и на друштвото, на клубот на писатели и младенскиот клуб во Кавадарци, Тиквешки цветови. Така. Сега имам уште нешто што можно интуитивно ми се отвори вака помеѓу рацеве. Едноставно морам да го споделам ова со слушателите на Радио Слободна Македонија, и потоа Јанита ќе сподели уште нешто се разбира свое, што е својрачно нели напишано и е дел од мирисот на љубовта. Љубов ако небе во твоите очи, во морето од твоите мисли. Ова како гулабот и врапчето. Во морето од твоите мисли. Па мислите на другите луѓе се нешто најмистериозно и секогаш велиме 5 парички давам за твоите мисли. Така. И мислите се едно море. Така, едно море. Што ќе одбере поетисата од својата поетска збирка за да сподели со слушателите на Слободна Македонија? Јас сум секогаш за љубовта. Ајде, јас сум. Да. Повелете. Сите ние љубов. Љубовта само еднаш доаѓа. Со неа да се нахраниме. Сонот на таа љубов вечно да живее во нас. Да го побараме за солништето, да не одлета со своите крилја и да не однесе пламените сили и огнот кој гори од далечините во нашите срца. Огнот е толку силен, со болка во срцето неиздржлива. Тој е факелот на вечната љубов. Во собствениот одраз да го побараме незиниот лик. Затоа што колку љубов носиме во себе и колку љубов даруваме и толку љубов ќе добиеме. Така, огледало. Љубовта е гледало. Да. Поетисата Анита Бошкова во својот творечки опус се вивнува во космосот и оди во потрага за вистината на животот, љубовта, вечноста. Во своето поетско творештво таа пее за вечните категории на постоењето, за животот, за духот. Там и незиното постоење еден космички безкрај. Поетисата љубовта ја доживува како желба да го допре недопирливото и да го види невидливото. За неа животот е космосот, душата сјајот во очите на човекот. Таа пее за убавината на природата, за планините, полињата, езерските бранови. Во својот творечки опус и во потрага е по клучот на незиното срце, меѓутоа го открива универзалниот клуч за сите срца наречен љубов. Љубовта Анита ја доживува како најголемата енергија на човекот, енергијата на животот, мотив на животот, вистината за човекот. Љубовта во незината поезија е вечноста. Таа пее за вистината, за животот и безкрајот на космосот. Анита, немаме конкретна личност. Не. Имаме многу луѓе кон кои што нема конкретна личност. Љубовта е универзална категорија, не е врзана со конкретна личност секогаш. И таа може да се материализира, што кажам јас, во некоја конкретна личност, но не е условот, пак ќе повторам, да постои во нас
а да постои прво во некоја друга особа. Така, Личност. значи мораме да имаме љубов и да се сакаме себе си за да можеме да сакаме некој друг. Впрочем и Библијата тоа го вели, нели? Љуби го својот ближен како себе си. Како самиот себе. Основна клетка, ако можеме така да кажеме, во љубовта си како е љубовта кон самите себе си, колку голем капацитет имаме да се сакаме себе си, толку можеме да го сакаме и ближниот, ближната и така натаму. А ни така што малку да се навратиме на она што ќе се случува во салонот 1919 при културно информативен центар на 3 април во 19 часот и 19 минути. Да. Поетско-музичкиот перформанс, така? Да. Па еве, ја користам ова прилика да ги поканам слушателите и сите љубители на убавиот пишан збор да повелат на прекрасната поетско-музичка вечер и сите заедно да ја помирисаме љубовта. Така, така. Имаме некои специфични ароми кои што треба да ги понесеме заедно со себе или да ги доловиме. Треба ли некако да бидеме подготвени за да помирисаме љубовта? Подготвени, а сите зачени таму ќе ги најдете. Аха, добро. Значи со нетрпение чекаме да ги оживееме и да ги доживееме, впрочем, зачините на љубовта. Ние секако дека ќе си бидеме подготвени, ќе си имаме домашна задача, а домашна задача се сите оние кои што ќе дојдат на поетско-музичкиот перформанс ќе биде да бидат отворени за да може да примат, зашто само отвореното срце може да прими љубов. Точно така. Анита, благодарам многу за гостувањето во ФМ Врива на Слободна Македонија. Дами и господа, поетисата Анита Бошкова беше гостинка и беше дел од денешната фреквентно модулирана врива на брановите на Радио Слободна Македонија. Потсетување уште еднаш дека таа е тука заради промоцијата на незината четврта пред стихозбирка Мирисот на љубовта, која што ќе биде реализирана на 3 април 2017 во салонот 1919 при културно-информативен центар. Сада жени ќе се појават на чело со Пламенка Трајковска виолина и секако Анита Бошкова поетиса. Ви благодарам на поканата. Благодарам за учеството во врива, а ние сега одиме со музика, се разбира. ФМ Врева.